Почитувани медиуми, нашата општина беше зафатена од силно невреме, какво што не приметиме со децении наназад. Обилните врнежи предизвикаа излевање на реките, подкупување на мостовите, појава на свлечишта со огромни наноси, како и поплавени куќи. За среќа, освен материјална штета, немаме човечки жртви, а тоа е најважно. Нашите светители, Свети Јоаким Осоговски и Свети Јоаким Крчовски, повторно не заштитеа од лошото да немаме жртви. Се друго е решливо и во најголем дел веќе санирано. Горд сум на мојата општина, на сите тимови, на кризниот штаб, на граѓаните, на владата на Република Северна Македонија и сите оние кои што се вклучија и помогнаа во справување на состојбите. Заедно успеавме за помалку 24 часа да го вратиме животот во Крива Паланка. Нема повеќе отсечени села. Сите патишта се проводни, повеќето слечишта се рачистени, кеот е исчистен од наноси, исцрпена е водата од поплавените домови, обезбедени се насипи на критичните точки. Извршено е темелно миење на кеот, а во следните денови ќе се изврши дезинфекција на Крива река. Нашата Крива Паланка повторно се враќа во ритмот на секојдневието. А јас само можам да кажам дека има на голема вистина во народната. Секое зло за добро е. Невремето точно ги потенцираше кризните точки и она што треба во иднина да го реализираме како долгорочно решение. За во слични и вакви ситуации да немаме повторување на сликата од претходните денови. Ја имаме поддршката од владата. Денеска на составок на управувачкиот комитет ќе се презентира моменталната состојба за потребната поддршка со долгорочни решенија. Се што можеше брзо да се реши е веќе решено. Се оно што бара темелен пристап за долгорочно решение ќе биде дискутирано на денешниот состанок на управувачкиот комитет за координација и управување со кризи при владата на Република Северна Македонија. Станува збор за санација на неколку мостови и изградба на подпорни ѕидови на утврдени критични точки и на неколку локални патишта, санација на неколку земјени селски патишта. Сакам јавно да се заблагодарам на вработените во општината, кризниот штаб, сите општински служби, професорите од градежниот факултет, вработените од Македонија ПАТ и женевскиот вод од армијата на Република Северна Македонија, јавното предпријатие Комуналец, општокорисните работници од општина Крива Паланка, затворениците од затвор Крива Паланка, АД Гранит, АД Водостопанство, Македонски шуми, општинската организација на Црвениот крст, ТПП Крива Паланка. Благодарам и за солидарноста која покажа и останатите општини, тимовите на Македонија ПАТ од Кочани и Струмица, кои ни помогнаа со меканизација и човечки ресурси. Упатувам благодарност и до приватните компании кои се приклучија на акцијата. Благодарам и на граѓаните меѓу кои имаше многу волонтери, кои доброволно помогнаа на терен. Упатувам благодарност и до владата и до медиумите кои исто така помогнаа со навремена информација за заштита на граѓаните. Ќе повторам, за помалку 24 часа ние ја саниравме состојбата. Крива Паланка ќе биде уште поубава и ќе продолжи понатаму да биде гостопримлива за сите драги гости од државата и странство. Животот ќе продолжи без последици, но добро е да се знае кога сме организирани, солидарни и посветени, се е полесно. Крива Паланка уште еднаш покажа како треба да работи локална самоуправа и како треба да биде во служба на граѓаните. Не само кога е убаво и кога се слави животот, туку и кога се бориме за животот. Уште еднаш ви благодарам на сите. Посакувам мирно и спокојно лето. Време е за сонце.